Почитувани гледачи, добро вечер. Четврта емисија Олимписки кругови спортско студио. Меѓутоа, вечерва ќе зборуваме за еден спорт кој што на вистина како фениксот се крева и се повеќе е застапен на овој дел од Европа, а посебно во Македонија. Во Македонија теквондото станува спорт број 1 во боречките спортови, бидејќи и најмногу медали има донесено. Инсертите ги видовте, а сега ќе разговараме со луѓето кои што дадоа голем допринос за развојот на овој спорт. Со доктор Борче Костовски, инаку председател на Теквондо Федерацијата, истовремено и тренер. Човек кој што од себе навистина дава се од себе овој спорт да донесе што повеќе благодети и афирмација на нашава држава. А нашава држава едва чека да имаме спортисти за Олимписките игри. А за Олимписките игри кандидати најмногу има теквондото. Ана Марија Георгиевска, женско, кое што во Тунис на светското првенство единствена која што освои медал. Потоа незиниот брат Дејан Георгиевски, кој што годинава го донесе златниот медал од Европското првенство во Сараево, и неколку медали има донесено Филип Додечки. Добро вечер, добре дојдовте во Олимписки кругови, бидејќи еве почнавме спортското студио да го работиме заедно со Олимпискиот комитет, да ги фирмираме точно вашите успеси, онаму каде што можеме да помогнеме за развој на спортот. Спортот е здрава средина. Спортот е благодет на една држава. Преку спортот државата се афирмира. Имав една убава прилика во Азербејџан. Ја спомнав, каде што Азербејџан е доста богата, доста има нафтени и газ, меѓутоа бара афирмација преку спортот. Значи, афирмацијата бара на државата преку спортот и тие беа организатори на првата Европска олимпијада. Еве убава прилика за Македонија во мај месец тројца од Теквондо Федерацијата да ги видиме во Токио. Пандемијата го направи своето, меѓутоа во спортот останавте доследни на почитување на правилата, заедно и со вашиот тренер и доктор, кој што е целосно информиран на кој начин да ја содржите она кондиција што имате. Ќе почнем од Костовски. Еве, видовме инсерти, многу убави инсерти. На крајот ќе видиме и од Сеул, бидејќи бев во Кореја, а Кореја е водечката земја во светот, каде што посветува најголемо внимание, како и Иран. Меѓутоа, интересно во Кореја што забележавме, што женскиот свет се повеќе се одлучува на овој спорт. Како е ситуацијата во Македонија? Добро вечер и до вас. Благодарам што не угостивте. Благодарам што го афирмирате нашиот теквондо спорт и се надевам дека ќе донесеме уште повеќе радости и убави моменти за нашата Македонија преку нашиот спорт. На вашето прашање каков е односот на девојки и момчиња во теквондо спортот во Македонија, ќе одговорам кратко и брзо, 50-50 и е во тренд да биде пораст во корист на девојките. Тоа е еден спорт кој што изобилува со елеганција, грациозност и просто ги мами девојките да пробат да го практикуваат и секако да се надпреваруваат во истиот.
Спортот порека теквондото го заменува онај боречки спорт. Женските се одлучуваат на самоодбрана. Меѓутоа и психолошки делува со многу разговарано и во Сеул кажа, тие се врвни спортисти, врвни луѓе, врвни дисциплина голема, никогаш не се случило да направи некој од теквондото инцидент. Секако, теквондо спортот, како останатите боречки спортови, во себе содржи еден субстрат, една материја што го бруси карактерот на човекот, ја бруси неговата и душа, ако сакате. Попрецизно и прави една алхемија од неблагороден метал да добиеш благороден метал, односно од човек со склоности, општо зборам, секој човек си има некои склоности, нели, према некои работи што не се добри, теквондото тоа го анулира, како што реков, го бруси и прави една вистинска алхемија, значи од една особа добиваме трансформација од друга особа, но не е тоа само спорт не е само тоа начин во теквондото. Тука морам да кажам дека и да пофалам дека секој спорт кај што се носи кимоно и општо секој боречки спорт, според моје мислење, мислам дека го има истото. Каратето уште годинава на Олимпијадата во Токио ќе биде во Париз, мислам дека веќе нема да постои. Повеќе ми личи на балетска игра, а теквондото има елементи на борба и мощно интересно е што во теквондото видовме и дечиња од 6-7 години кои што навистина ги знаат сите оние елементи да се сочуваат, да не се повредат. Како е кај нас состојбата и интересот во Македонија? Во Македонија теквондото најмногу застапено во Скопје, многу клубови и добро е што во Охрид се формира и еве со ова афирмација што треба да направиме, верувам дека се повеќе ќе имаме учесници. Секако, следствено со успесите кои што се нижат во последниве 3-4 години, со медалите кои што ги носат нашите теквондо јунаци, интересот станува се поголем, спортските сали се полни, клубовите се со по 50 и плюс дечиња внатре, имаме секакви категории, имаме пионери, кадети, јуниори и една квалитетна сениорска екипа, која што силно влече према напред и ги отвара можностите и ги запознава луѓето со теквондо спортот и придобивките негови во спортски аспект и се останато што нуди теквондо спортот како придобивка. Пред повеќе од 2 години, токму вие, Ана Марија Георгиевски, дадовте изјави да чуеме што рековте тогаш, бидејќи има голем напредок од тогаш. Ана Марија го постигна најголемиот успех во Тунис, кога го донесе оној медал. Верувам дека е единствената која што донесла за Македонија и дочекот на аеродромот во Скопје беше величанствен. Значи, нашите спортисти се ценети. Ние знаеме што носи спортот. Она што го направија ракометарите, кошаркарите на площадот Македонија, не може да го организира ниједна политичка партија. Па да чуеме што рековте тогаш, па ќе се повратиме што направивте денес. Јас сум Дан Георгиевски, европски сениорски шампион во олимписко теквондо. 2 пати освојувам бронзен медал на европско првенство до 21 година. Имам медал од Медитеранските игри во Тарагона, Шпанија. 3 пати балкански шампион и многу медали од Г1 од превари. Јас сум стипендист на Македонскиот олимписки комитет. Се надевам дека освојам олимписка норма за Токио 2020 и да израдувам Република Македонија.
Јас сум Филип Дојевски и сум освојувач на златен медал на Европското клубско првенство во Солун 2019 година. Имам освоено неколку медали на Г1 турнири и сум балкански шампион. Стипендист сум на Македонски олимписки комитет и се надевам дека ќе освојам олимписка норма и ќе израдувам оваа држава. Јас сум Ана Марија Георгиевска, освојувач сум на бронзен медал од светското ниујорско првенство во Тунис. Исто така сум и балкански шампион. И имам освојувано неколку медали од Г1 турнир. И во 2018 година сум прогласена за најдобра млада спортистка на годината. Еве, видовме што кажавте и навистина стоите на зборот. Еве, Дејан веќе годинава донесе златен медал од Европското првенство во Сараево. Честито Филип, минатата година го прогласивме за најдобар спортист, асовите бират асови, па се надевам годинава Дејан повторно теквондото ќе биде. И еве, што би рекле на овие зборови? Само малку да ви исправам. Дејан оваа година донесе сребро од Европското првенство, а пред 3 години, значи 2017 година, злато. Така, самото по себе е тоа невообичаено за македонски спорт, па дури искусен новинар што ги разбира суштински работите како вас, значи му е дека истиот може да донесе 2 злата, што и не беше далеко и моментов од вистина. Но тоа се високи спортски достигнувања што таеквондо спортот ги нижи во последниве години и апропо вашето прашање, значи се потврдува за наша среќа, фала му на Господ, тоа што сме го кажале, дека ќе се трудиме и дека ќе одиме напред и нашето ќе го дадеме, значи ќе дадеме една работа озбилна, посветеност, дисциплина, се со цел да се дигне на повисоко ниво таеквондо спортот, што моментално е така како што кажавте вие, значи е сигурно еден од носечките спортови во Македонија во целост. И сето тоа, сета таа афирмација ни оди во прилог да го афирмираме се повеќе и повеќе и да воведуваме нови момчиња и девојчиња на татами. А истото тоа, истиот тој замав или истата инерција допридонесува да нашите спортисти стануваат се поблескави и одличията да стануваат се посилни и посилни. Дејане, јас реков златен, бидејќи така ми изгледаше. Меѓутоа и сребрениот е близу до златниот и верувам наскоро повторно ќе освои златен медал. Твојата визија останува уште квалификациите за Олимпијадата. Олимпијадата по се изгледа ќе се одржи годинава. Минатата година од познати причини беше одложена. Годинава и председателот на Меѓународниот комитет Бах даде изјава и председателот на јапонската влада дека се подготвени. Така што ќе ве гледаме во Токио, ќе навиваме за вас и ќе очекуваме повторно нашето знаме да биде на јарбавот. Здравје со Господ напред. Прва цел ни се квалификациите кои ќе се одржат во мај, во 9 мај во Софија. Тоа ни е сега најголема работа. Таму треба да влеземе во финалето. 20 финалисти патуваат за Олимписките игри во Токио. Во Софија ве очекуваат квалификациите се доста тешки, меѓутоа некојаш и неправдата одлучува во судиската, но спортистот секојаш е горд што и да се случи. Ние ви подсакуваме да го освоите првото место, да освоите виза за Токио, заедно со вашата сестра, ова фамилиарна спорт по се изгледа. Од каде потекна да се занимавате? Кој беше човекот кој што ве одведе на теквондо?
Па има теквондо клубот Бутел, од кај што доаѓаме ние, јас, Филип и тренерот Борче Костовски. Теквондо клубот Бутел имаше презентација во нашето основно училиште кај што учевме јас и Филип. Таму со брат ми видовме, брат ми беше повеќе да се запишеме, да пробаме и така почнавме. Видовме, ни се засвига многу, исто беше атрактивно како што викате вие кога сте виделе во сел. Нас ни беше многу интересно дека тогаш бевме мали и останавме таму и стварно е така. Ви даде придонес и во учењето, верувам. Придонес ни даде во многу работи во животот. Секако спортистите се чувствуваат горди на многу работи, во многу тешки ситуации може да се снајдат многу полесно за разлика од некои други кои не се занимаваат со спорт. Концентрацијата е основна во овој спорт. Па да, малку ако ви падне концентрацијата, може да ви значи тоа голема грешка, дали во борбата, дали во финале, ако не се концентрирате последните 15, 20, 30 секунди, може борбата да се сврти скроз на друга страна и може да изгубите. Филипе, го почувствува се тоа што зборува твојот колега. Меѓутоа, мене ме интересира како ти почна со теквондото, бидејќи минатата година го освои и онај златен наш спортист на годината Совите Биратасови во Велес и доби аплауз и веднаш истата ноќ заминавте на турнеја во Турција, во Бугарија. Па исто како Дејан, учевме заедно во основно и преку тие демонстрации што ги гледавме, исто и мене многу ми се засвига, но не почнав одма, прво почна Дејан, па после некој време ми кажа да дојдам да пробам и кога дојдов сфатив дека таму ми е местото. Родителите како реагираат? Па добро, имаме среќа дека многу не поддржуваат во тоа што го правиме. На колку години почна? На 9. На 9 дена? Исто јасно 9, да. Има удари. Не се плашите од тие удари? Ги контролирате? Па нема што се плашиме, ќе ние сме таму од многу мали, навикнати сме. Во секој спорт има некои потешкоти, кај нас тоа не го сваќаме некои потешкоти, ние сме навикнати на тоа. Треба да се пазите, не ви удра, вие треба да ако не се пази некој да ме удри мене, така јас не можам да се пазам да удрам некој, бидејќи теквондо е фул контакт боречки спорт, некој може да те удри, но тоа не се случува често, ние сме навикнати на тоа, немаме проблем со тоа, иако е фул контактен боречки спорт. Психолошки добро подготвени пред секој надпревар, тука го имате и тренерот плюс тоа доктор, знае како да ве подготви, бидејќи психологијата е значајна во спортот. Па да, тренерот доктор Борче Костовски многу ни помага на таа страна во психолошката спремност, како и во физичката и во теквондо, но доста ни помага во психичката спремност. Меѓутоа и неговиот брат работи. Да, тренерот Дарко Костовски работи, тој не е повеќе за физичка спремност, но тој почна со нас. Тренерот Дарко е за помалите категории, за пионерите и за кадетите. Тој почна со мене, со Фичо и со останатите клубски другари. Тој почна уште од мали нозе да вежба со нас. После тоа кога станавме јуниори и сеньори, продолживме со тренерот Борче Костовски. Дали во слободното време работите со Ана Марија, со вашата сестра? Па со незе најчесто не работиме теквондо сами, работиме дали некојаш одиме на планина, дали трчаме дома, таков вид на тренинг правиме заедно. Филипе, ти придржба? Да, па ние сме клубски другари и сите живееме во иста средина, така да сите работи ги правиме заедно. Финансите. Државата, таа ние. Многу малку внимание посветуваше во изминатиот период, меѓутоа се на еден начин даде ваучери да помогне. А во Олимпискиот комитет сте доста ценети, бидејќи Олимпискиот комитет има луѓе кои што точно ги ценат и ги знаат кои спортови можат да донесат благодет на државата. Како се снаоѓате?
Во оваа прилика, во оваа можност, сакам да изразам благодарност голема до Македонскиот олимписки комитет и до професорот Топурковски, како поранешен председател на Олимпискиот комитет. Секако и да го поздравам новиот и да му посакам успешна работа господин Даниел. Би кажал дека соработката со Олимпискиот комитет е секогаш на врвно ниво, секогаш имаат слух за нашите потреби, секогаш знаат да кажат дека стоиме позади сите што сакаат да работат, тоа се нивни зборови и исто така ни помагаат на најразлични начини. Деки и Фичо се стипендисти двајцата на Македонскиот олимписки комитет. Тука се за се и им благодарам бескрено за тоа што дел од успесите наши секако се и нивна заслуга. Што се однесува до останатиот дел како се снаоѓаме со финансии, морам да кажам дека пари никогаш доста. Секогаш е потребно повеќе и повеќе, како се влегува во, внимавајте, врвен спорт, така се потребни повеќе финансии. Потребна е посебна исхрана, потребно е плаќање на останати видови на тренери, значи ние сме цел тим, но за тоа во друга прилика би кажал. Се тоа си повлекува пари и би било добро да се има повеќе слух и да општеството помага повеќе на спортистите. Имате спомнато Дејан и Ана Марија, мисла, за Грција со 200 евра по минут. Вака сега. 200 евра. Вака сега, на еден надпревар, каде што бевме, учествува интересна ситуација, само што заврши матурата на братот на Деки, тоа е исто балкански шампион, значи сите тројца се во теквондо. Тој е балкански шампион, Ана Марија е трета во свет јуниорска и Деки е неколкократен освојувач на европски сениорски медали, два пати, значи. Во една ситуација кога беа на турнир, од почетокот кога немавме доволна помош од институции, од сите ситуации, значи дечките сами си го покрива сето тоа со некоја минимална помош наша, но главниот дел паѓаш на нив и на нивните родители. Они тројца на еден надпревар потрошија, мислам дека 500 или 600 евра само за еден викенд, што самото по себе кажува каква жртва било во минатото да се поднесе за да однесеме некој на надпревар, што денес за среќа не сме во таква ситуација. Успесите нивни наидуваат на поддршка од институциите, во прв ред Македонски олимписки комитет, секако тука и Агенцијата за млади и спорт, и можеме да го канализираме сето тоа и да направиме подобри услови и да не се грижат воопште за финансискиот дел. Скопје Опен во теквондо. Скопје Опен во теквондо е добра приказна која што ја реализираме 6 или 7 пати, колку е отприлика имате? 6. Да, оваа година преди пандемијата го одложивме. Убава и успешна приказна која што собира 400-450 надпреварувачи, значи блиску сме до бројката на 500 надпреварувачи. Ги обединува сите земји во регионот, доаѓаат сите, покажуваат почитување со самото тоа што доаѓаат. Исто така и ние одиме на нивните турнири. Доаѓаат квалитетни борци, угостуваме квалитетни борци, правиме добра атмосфера, добра спортска атмосфера, има вистински убави борби за уживање за секој љубител на боречки спорт што сака, што кажавте вие пред малку, фул контактен боречки спорт. Го поканувам на наредното Скопје Опен да дојде и да се увери во магијата што ја пружа самиот турнир. Со драга волја би дошол и би... Секако вие сте поканети во секое време. Ви благодариме затоа што вие водите особено сметка за развој на теквондо спортот и секој наш успех го наградувате и го пратите и сите ние сме ви цела федерација длабоко благодарни и би сакал да се останатите спортски работници, новинари на ваше ниво. Сега ќе се подсетиме на едни ваши борби, режијот ќе пусти, па потоа ќе продолжиме разговорот.
Еве, видовме на каков начин многу млади луѓе, многу млади деца, би рекол, дали ќе организирате и за младинско првенство, јуниорско првенство? Дали ќе организираме надпревари? Да, на самиот Скопје Опен и на самите наши надпревари. Скопје Опен имаме и исто така секој клуб добива ситуација, шанса да организира свој турнир. Од прилика на 3 месеци, на 4 месеци имаме по еден турнир тука во Македонија, национален турнир, само за македонски надпреварувачи, каде што знаеме да собереме и 250 членови само македонски надпреварувачи. И на тие надпревари имаме сите возрастни категории ги имаме. И пионерски, значи тоа се дечиња до 7 години, 8 години, и кадетски, тоа се дечиња до 14 години, од 14 до 17 се јуниорски и над 17 години се веќе сениорски категории и се сите застапени на турнирите и тоа е едно општо задоволство како работат, особено малечките категории што вие ги напоменавте. Они се малечки, но покажуваат храброст, покажуваат ентузијазам, покажуваат срце. И имаат интерес, фала Богу, значи они сакаат, секој од нив се случува да дојде мајката да ме праша, слушај, дете од дома ме прашува, ми вика што јаде Дејан, па друга мајка ќе дојде нешто ќе ме праша или родител некој друг, нешто поврзано со Филип, значи децата се идентификуваат со нив и ги воспеваат као херои, што за моје задоволство е многу корисно за нашето општество. Добро е да децата се угледуваат во момчиња како што се они, во деца што не пијат, не пушат, што внимаваат што зборат, што внимаваат како се однесуваат и сите останати ситуации што ги прави да бидат вистински врвни спортисти. А тоа е погодно секако за развој на младината. Опремата, цената, бидејќи на вистина потребна е опрема. Од кај обезбедувате? Они во теквондо е еден модерен олимписки спорт што потекнува од Кореја и долго време за да биде дел од олимписките игри, за да имаме една равноправност и да имаме анулирање на сутиската неправда, се наметна една опрема што е специфична за теквондо и што друг боречки спорт ја нема. Што кажува тоа? На стапалото се носат електронски сензорски чорапи, а на телото и на главата се носи оклоп во сина или во црвена боја, исто кацига сина или црвена боја, и кацигата и оклопот се поврзани со сензори и кога ќе има контакт на електронскиот сензор од стапалото, значи чорапата со оклопот или со кацигата, дава поен. Сега, опремата сама по себе е скапа, на турнири се изнајмува и ретко кој од клубовите ја има да работи со таа опрема на тренинг, но тоа е исто така една работа што треба да работиме ние како федерација. Го имаме тоа, но тоа е застарена опрема. Наредните планови ни се после квалификациите, здраве Боже, да го завршиме и тој дел, да имаме па да можеме и ние клубски, репрезентативно и како федерација еднаш во текот на месецот да правиме тренинзи дома со електронска опрема, затоа што тоа многу допринесува за развојот. Дејане, еве на крајот, што очекуваш нареднава година? Наредната година, како што ви кажав, ми е цел ми се квалифицирам на турнир што е за Олимписките игри. Јас таму секако одам на златен медал и се надевам дека ќе успеам во тоа што ми е во таа намера и само да ја ветам на Македонија и на луѓето тука дека ќе донесам медал од Олимписките игри. Филипе? Исто. Во април имаме европско првенство. Тоа ни е фокусот и квалификациите, кои што кажа Дејан. Гледаме се пласираме. Председателе, како председател, ја ви посакувам овој спорт да се прошири во целата држава, да стане навистина спорт број 1 во боречките спортови, бидејќи ни опаѓаат спортовите боречки. Боксот, борењето, полека се губат. Посебно еве и каратето. Да посветите поголемо внимание, да посветиме и ние како новинари во афирмација на овој спорт повеќе да го афирмираме, за да се добијат средства и она што државата го сака.
да на Олимпијадата нашето знаме го носат повеќе спортисти. Дај Боже, ви благодарам за убавите зборови и ќе се потрудиме тоа да биде така. А сега ние ќе погледаме од Кореја неколку инсерти како освежување на овој разговор. Благодарам за присуството и се надеваме дека уште еднаш ќе се видиме и дај Боже екипа да биде поголема, да ви испратиме за Токио. Еве, драги гледачи, видовме малку се освежихме со овие инсерти од Сеул, навистина поучни и за младите еден убав час каде што ќе можат да научат повеќе за теквондото. Пријатно.